Поштована председателке, денеска ќе говорам на три теми кои што сметам дека се суштински важни за овој извештај. Во претходната сесија кога имавме можност да разговараме за извештајот, неколку пати се напомена фразата не сме надлежни, не сме одговорни, па се префрлаше топката онака искусно како што е во македонскиот правосуден систем, би рекол 30 на години без намера да амнестирам никого, за тоа кој е надлежен, за тоа кој не е надлежен, на тој начин се амнестира, како што кажав, од одговорност и обвинителите и советот на обвинители, кој што и такако има сериозна улога во вршењето во оваа дејност. Понашто јас го разбирам, би бил многу конкретен, би кажал дека правосудниот систем има неколку пилари, од кои што главните пилари се обвинителите и судиите. И ако видите дека по анкетите на јавните мерења, по ставот на граѓаните на Република Македонија за тоа во кои институции имаат убедливо најниска доверба, една од тие институции, односно склопот на тој конгломерат на институции е македонското правосудство. А зошто е тоа така? Тоа е така заради тоа што и обвинителите и судиите не си ја вршат работата како што треба, односно во Република Македонија, доколку сакате да доживеете голгота, или влезете во здравствена институција, или влезете во институција која што регулира делот правосудството. Можем да кажем дека во претходните 5 години приматот наместо судиите го превземаа обвинителите и вие како институција која што е директно надлежна за истите, носите под еднаква одговорност заради тоа што обвинителите стана, би рекол, звезди, но не звезди како Джовани Фалконе, кои што ќе треба да ги расчистат системските недоселености во Република Македонија, туку станаат звезди во политиката кои што служат како далјинско секој пат на некоја политичка партија кога ќе им притреба нешто за некој да биде притиснат. И тоа е мислење од кое што не можете да избегате, а сега ќе ви кажам зошто и ќе се обидам да секое мое тврдење и секоја моја теза да почива на одредено законско решение. Почитуван господине Јолевски, надлежноста и начинот на работа на вашиот совет на јавни обвинители на Република Македонија е регулирана во членот 9 во Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија. Во овој член детално е опишано надлежноста и начинот на кој што Советот постапува и работи, се со цел да ја обезбеди самостојноста на јавните обвинители. Основна законска надлежност на Советот на јавните обвинители на вашиот совет е да ги избере и разрешува јавните обвинители на сите нивоа, освен јавниот обвинител на Република Македонија кој го избира собранието по предлогот на владата. Сега кога ќе се види кои се надлежностите по членот 9, вие самите можете да се доведете заклучок дали добро ја вршите работата или не ја вршите добра работата. Од она што е дадено пред нас се работи за извештај за кој што јас единствено би му честитал на службеникот кој што го изработил, заради тоа што многу добро знае да работи на Office, односно во Word и Excel, да укомпонира статистички податоци, но да нема суштина. Затоа што ако се вратиме на назад, 2020 година беше една од годините, би рекол во последните 5, во кое што системот, односно довербата на граѓаните во овој систем е многу пати, неколкукратно намалена. Советот исто така одлучува за утврдување на нестручно и несовесно вршење на функцијата јавен обвинител, согласно Законот за јавното обвинителство, донесува одлука со која јавен обвинител привремено се оддалечува од функција до донесување на конечната одлука на дисциплинската комисија и покрај тоа врши разрешување на јавните обвинители, како и утврдува престанок на функцијата јавен обвинител, а одлучува во втор степен за постапката на утврдување на дисциплинска одговорност на јавните обвинители. Тоа во 2020 година не се случило ниту еднаш и покрај тоа што има јасни докази дека обвинителите во оваа држава не си ја вршат совесно работата, односно дека постапуваат пристрасно, пристапуваат политички, кои што фаворизираат одреден дел од македонскиот политички маневр, односно една политичка партија, а тоа е Социјалдемократскиот сојуз, и постојат само за да гонат политички неистомисленици. И тоа јавно и гласно го кажувам, а понатака ќе ви кажам и со пример. Единствената година во последниве 5 кога некој обвинител бил санкциониран била 2019 година и тоа беше Катица Јанева, и тоа по неколкукратни нечкања и притисоци од јавноста, веќе кога видовме дека нема каде. Би сакал да ве потсетам на таа една неубава епизода за вашиот совет и покрај тоа што вие тогаш не сте били избран, но сега можете да кажувате за годините и за времето кога сте били избран во државава и залегува дека сите обвинители толку совршено си ја вршат работата, ама ќе видиме во третата тема како обвинители кои што
не поднесуваат жалби на сторени деликти каде што е загрозена јавната безбедност, односно темата за која што говореше пратеникот Милошевски за сообраќајната несреќа, каде што истиот обвинител не обжалува, би рекол, судска одлука, каде што на некој кој што убил двајца, буквално убил двајца, добива само 1 година затвор и истиот тој ќе биде унапреден во виш јавен обвинител. Работите на седница на кои што присуствуваат членовите на Советот се одржале 21 седница, сте разгледувале во извештајот, сте пишеле и актуелни настани и проблеми кои се јавуваа во работата на јавните обвинителства, како што е материјалниот статус и персоналните проблеми. И за сите оние аргументи кои што ќе ги произнесеме тука, вие велите дека немате доволно кадровска екипираност, што е факт, дека доволно канцелариските простори не ви дозволуваат да направите нешто плюс, но тоа не е така и ќе ви објаснам и зашто. Кога ќе го видите Законот за Советот на јавните обвинители, во член 2 пишува дека Советот е самостоен орган кој ја обезбедува и гарантира самостојноста на јавните обвинители за извршување на нивната функција. И во член 3, каде што директно се забранува политичко организирање и дејствување во Советот, членовите на Советот за вршење на функциите на Советот не смеат да остваруваат партиска активност и Советот во својата работа оневозможува било какво влијание во јавното обвинителство спротивно на закон. Тоа е, би кажал одма, ниту еден од овие чинови не се почитува, заради тоа што можеме да видиме во јавноста во претходниот период излегуваат писма од одредени X личности кои што директно обвинуваат обвинители за политичко постапување. Сега, ако имаме ние држава во која што има политички затвореници, ако имаме ние држава во која што обвинителството е отворено само за припадници кон една одредена опција, тогаш е јасно дека вие како Совет не си ја вршите работата. Констатирате несразмерност на обновување на потребниот јавно-обвинителски кадар со потребите на јавно-обвинителска организација и дека тоа е како еден вид најголем проблем на работата на јавните обвинителства што доведува до неажурно постапување. Во извештајот вие сте напишале дека број на потребни јавни обвинители изнесува 262, а дека во моментов таа функција е како јавни обвинители ја извршувале 189 јавни обвинители. Не баре тоа е главниот проблем во држава, заради тоа што не ги решавате вие представките, односно обвинителите не си ја вршат работата. И има начин тоа да се одлучи. Треба да најдете начин не да одите во Министерството за финансии, како што кажавте, и тие да ви кажуваат што да правите, туку треба малку да бидете поагресивни, заради тоа што не може во држава да се вадиме дека не можеме да вработиме обвинители затоа што има финансиска економска криза. Замислете Артан Груби секоја година во Министерството да вработува по 150 луѓе. Значи, како да ви кажам, тука има некоја нелогичност и недоследност. Понатаму во годишниот извештај за 2020 година, идентично како во претходните извештаи, Советот има наведено дека мораме да нагласиме дека во текот на проверките на наводите во представките, воочени се пропуштање на постапувањата на јавните обвинители од формална природа во мал дел и пропуштање од суштинска природа. Значи, внимавајте, самиот извештај констатирал дека јавните обвинители имаат пропусти од суштинска природа. Заради тоа, од повисоките јавни обвинителства им е укажувано да во иднина не се повторуваат вакви повреди, меѓутоа констатирано е дека истите не биле од влијание на законитоста на донесените одлуки. Иако пропустите не биле од влијание на законитоста на донесените одлуки, дали треба оваа состојна да се надмине и воопшто да нема пропуштање? Јас така ја разбирам оваа работа, заради тоа што токму јавните обвинители, ако направат пропуст, може да одлучуваат за нечија судбина и за нечи живот. Како што се наведуваат дека имало суштински пропуст, зошто не е превземена ниту една дисциплинска постапка? Еве, дозволете ми метафорички да споредам. Вие сте лекар и констатирате дека при лечењето на пациентот правите суштинска повреда, односно правите суштинска грешка, дали вие ќе одговарате или нема да одговарате? Како е можно тие кои што биле обвинети, односно обвинителот ги обвинил, а направиле суштинска грешка и одговараат за тоа, обвинителот кој што направил суштинска грешка, замислете, не е поведена ниту дисциплинска постапка, камоли да биде дистанциран или суспендиран, а не па разрешен. Каква небулоза е пишана во извештајот? Советот, вие се користите со оваа реченица, имаат воочено пропусти, но нема ниту еден податок за тоа што се имаат превземено околу тие пропусти, само едноставно помена од повисоките јавни обвинителства. Значи во извештајот нема ниту еден податок што е превземено со тие суштински пропусти на обвинителите. Токму ради тоа што прават суштински пропусти и никој не ги санкционира, не идат на дисциплинска комисија,
тие обвинители наместо да си ја вршат работата, станаа поп звезди по телевизиите, гостуваат на шоуа и изнесуваат податоци кои што не треба да бидат ниту во судските постапки. Ако е во истражна или предистражна постапка, по законот тие работи не треба да бидат нели соопштувани, а тие ги шетаат од телевизија на телевизија секогаш кога на одредена политичка опција им е потребна како копче за паника да го сопрат нивниот политички рейтинг. Тука има еден во Законот за јавно обвинителство, во членот 91, став 1, како тешка дисциплинска повреда се смета потешка повреда на јавниот ред и мир и други посериозни форми на недолично однесување со која што се нарушува угледот на јавното обвинителство и нивниот углед. Тука би се довело во прашање однесувањето на вашите обвинители, односно на обвинителката на, би рекол, обвинителството за организиран криминал, која што наместо да си ја врши работата за што е платена, исто така се шета по телевизии со луѓе кои што се во така наречениот македонски джетсет, кои што сега се во затвор, па можеме да видиме како се припукуваат со писма кој со кого бил во кафана, кој што пиел, како се однесувале, што се однесувале, како си нарачувале телевизиски екипи да ги снимаат оние кои што политички се носат во судовите и претворите. Тие луѓе не се санкционираат заради тоа што можеби и на вас може да ви упати закана дека, парафразирам, односно цитирам, ќе истресе некого од гаќи. Сега јас не знам тоа дали е долично однесување, мене не ми личи на долично однесување. Оштетените граѓани и правни лица се незадоволни заради наводно непостапување, значи наводно непостапување или неажурно постапување по поднесени кривични пријави и недобивање на известување од нивна страна во подолг период, а особено се незадоволни од донесените решенија за отфрлање на кривичните пријави кои во голем процент и се обжалени до вишите обвинителства. Ова е единствена правилна формулација во извештајот за која што 100% се согласувам и сметам дека ќе треба многу посериозно да се ангажирате и овие работи да ги, би рекол, на некој начин суштински промените, затоа што на начин на кој што сега е поставена работата, особено вие како надлежен орган за обвинителите, треба да го правите само тоа што ви е во надлежност на членот 9 за законот кој што ја регулира вашата работа. Исто така, би сакал почесто да го користите членот 50 од законот, односно разрешување на јавен обвинител, кога имате можност, кој што ви е дадена во законот, и сметам дека македонското правосудство веќе е зрело за овој член да се искористи на многумина обвинители кои што не си ја вршат работата, односно, како што вие сте напишале, направиле суштински повреди на постапките кои што ги воделе, а за да го употребите овој член, прво треба да ги повикате на дисциплинска постапка, која што вие тоа не ви паѓа ниту на памет да го правите. Втората тема која што би сакал да поразговарам со вас е тоа како одредени моќници во македонското правосудство, кои што се уште обвинители, спротивно на закон постапуваат на предмети кои што не се во нивна надлежност. Како што јас тоа го разбирам, доколку обвинител во основното јавно обвинителство постапува по некој предмет и е избран за виш јавен обвинител, тие предмети кои што се во основното јавно обвинителство, доколку Љубомир Јовевски во случајов не одлучи дека треба да е поинаку, остануваат во основното јавно обвинителство. И тоа е во закон, пишано во закон. Сега, кај нас има обвинители, кои што, ако сакате ќе ви ги кажам и по име и по презиме, кои што идат на консултации во владата и покрај тоа што се избрани за виши јавни обвинители, постапуваат во предмети кои што ги дефинира основното јавно обвинителство и без при тоа да добијат насока или наредба од некого. И замислете, бидејќи нема случајности, тие обвинители постапуваат по предмети во кои што се обвинети луѓе само од една политичка партија. И тие се обвинители кои што се однесуваат како поп звезди, односно ги шетаме по телевизии, ги креваме во небесата, се до оној момент додека одредена политичка партија има корист од нив, а има еклатантно кршење на законите. Можам да ви ги прочитам и членовите, тоа мене не ми представува никаков проблем. Превземање на кривично гонење и така натаму, а особено е важно ова заради тоа што и самите обвинителства, основното и вишето, се надлежни пред различни судови. Значи не се исти судовите, не се исти постапките, а кај нас се случува да еден виш обвинител си ги продолжува делото од основното јавно обвинителство, секој пат кога на тоа му е потребно на, би рекол, одредена политичка опција. И третата тема за која што би сакал да разговарам со вас,
Она што го каже и колегата Милошовски, се работи за еден немил случај во кој што, би рекол, разрешницата е толку безобразна и покрај тоа што е безобразна, безобразлукот ги надминува границите да истите тие обвинители сега, најверојатно во извештајот кој што ќе го носиме за 2022 година, може би таму 2025-6 како што работи Собраниево, ќе воочиме дека обвинителите кои што даваат смешни казни за сторени сообраќајни несреќи во кои што има починати лица, се унапредуваат и при тоа каде што се воочени еклатантни прекршоци на целата постапка. Обвинителот за кој што одлучи дека Зоран Милевски Кичеец лекомислено предизвикал смрт, не се жали на пресудата за смрт на полицаец. Дозволете да ви го објаснам случајот подетално за граѓаните да сватат со каков безобразлук си имаме работи, како надлежните органи во оваа држава замижуваат пред очигледни неправди и на тој начин успеваме да уништиме многу судбини заради тоа што одредени инстанци, тоест вашата, влегуваат во некој така наречен конформизам на кој што им е важно само собствените позиции и кариери. Судскиот процес против Кичевчанецот кој во декември 2019 година во тешка сообраќајка на влезот во Гостива усмртил еден полицаец, а уште еден бил тешко повреден, лани во ноември заврши со првостепена пресуда од само 1 година затвор без очекувана жалба од обвинителот Арсим Адеми. Родителите за загинатиот 23 годишен полицаец реагираат. На казната се жалеше адвокатката на предизвикувачот на тешката сообраќајна несреќа и побара враќање на неговиот пасош. Обвинителот е познат по случајот со Зоран Милевски Кичеец, каде за сообраќајка со жртва која се случи поради преминување на полна линија, утврдил небрежност. Замислете, ова е сега актуелно во моментов заради низа на неубави случувања кои што се случуваат во главниот град, каде истите тие сторители прават тешки прекршоци во сообраќајот и се санкционирани само со некоја, би рекол, символична казна. И тоа ќе ни се случува се додека вие, како надлежен орган, не фатите да ги санкционирате овие обвинители кои што спротивно на сите законски норми безобразно, повторувам, безобразно однапред ги диктираат овие судски пресуди. И за тука не можете да кажете надлежен е судијата затоа што не е. Дури и судијата да оценил дека за ваков делик треба да се режи 1 година, обвинителот мора по закон, затоа што и тој самиот тоа го има изјавено, да побара обжалување на судската пресуда, а не да молчи. Па така имаме случај каде што едно лице кое што предизвикало сообраќајна несреќа со фатални последици, односно има една жртва и полицаец со тешки телесни повреди, кој што, како што знаеме и од извештајот, на местото можел да ги види дека не биле зацкриени, туку било тоа со сирени полициски, со противпожарни возила, добил 1 година затвор и внимавајте, неговата адвокатка се обжалила и на човекот му било вратен пасошот и во моментов се наоѓа надвор од државата. Сега. И покрај ваквата тешка сообраќајна несреќа со фатални последици, обвинителот поднесува обвинителен предлог, полесна правна категорија, а не обвинителен акт, пошто судијата на 12 ноември 2021 година пресудува само 1 година затвор. И во законскиот рок обвинителот не поднесува жалба и кога ги видите изјавите на родителите дека многу самиот процес на судење бил многу сумнителен, сведоците ги менувале изјавите, вештаците ги менувале изјавите, може однапред да се заклучи за што се работи, односно ќе го цитирам родителот на загинатиот полицаец, каде што вели дека големи пари се во игра. Во текот на судскиот процес семејството Ѓурчиновски до Советот на јавни обвинители поднеле представка јуни 2020 за постапувањето на основното јавно обвинителство во Гостивар и во одговорот од октомври истата година, подпишан од заменик председателот на Советот на јавни обвинители Арбер Исаку, се вели дека јавниот обвинител во овој предмет постапува, внимавајте, стручно, законито и во рамките на законските надлежности. Знаете тоа што значи? Тоа значи дека сите оние кои што ќе направат сообраќајна несреќа и кои што ќе предизвикаат вакви последици, утре ќе може на истиот начин, по истиот основ, како воспоставена правна пракса, да се повикаат и да добијат само ваква казна и покрај тоа што
направиле деликт кој што завршил со фатални последици. Истиот тој обвинител, заради тоа што вие не го санкционирате, заради тоа што вие сте оценили дека постапувал стручно, законито и во рамките на законските надлежности, подоцна поигра на судбината, исто така ослободува, и многу внимателно ги бирам зборовите, ослободува лице кое што усмртило повторно учесник во сообраќајот претекнувајќи полна линија. Ама вие сте одлучиле во тој ваш совет дека тој обвинител постапувал стручно, законито и во рамките на законските надлежности. И родителите на загинатиот Петар и нивните адвокати се надевале дека обвинителот, како што велат, ваквата срамна пресуда ќе поднесе жалба, но тоа не се случило. Исто така во случајот со лицето кое што го споменав, кое што се случи на 4 септември 2021 година, проценката на обвинителот Арсим Адеми е дека кичеец усмртил човек во сообраќајка од небрежност, донесе пресуда од 6 месеци затвор и покрај тоа што обвинетиот, како што обвинителот кажал, бил свесен за штетните последици што би можеле да настанат, но лекомислено сметал дека тие нема да се случат. Ваквите работи ќе ни се случуваат се дека вашиот совет одлучува дека овие луѓе професионално си ја вршат работата и нема да поведувате дисциплински постапки, и покрај тоа што вие во самиот ваш извештај сте навеле дека има обвинители кои што прават суштински повреди на постапките. Не ги оддалечувате од службата, не ги санкционирате, не ги суспендирате, не ги разрешувате и повторно ни се случува ова што ни се случува. И потоа сите како држава се чудиме зашто сме биле на 111-тото место на корупција, па сега сме на 87-то и ќе се фалиме дека сме направиле напредок од 20 места. Ќе ни се случуваат вакви многу неубави и тажни призори на македонските улици, само заради тоа што секој може да најде врски до некого, да биде минимално осуден и покрај тоа што ќе одземе живот и заради лично невнимание, лична несовесност, и потоа на тие обвинители кои ќе се поднесе постапка пред тие што се надлежни, ќе ни дадат вакво соопштение и фрустрацијата на македонските граѓани непрекинато расте. Ако сакате да видите колку добро си ја вршите работата, можете да не го земете моето мислење како релевантно, заради тоа што нели припаѓам на страната која што во моментов е опозиција. Но гледате како јавноста ја перцепира вашата работа. Гледајте што ви се случува во судовите и гледајте како судови кои што се дел на земји кои што се во Европска унија, значи многу поразвиено правосудство од нашето, многу помалку корумпирано, многу повеќе организирано, ќе речеме една Шведска, оценува дека истите оние дела кои што ние ги судиме тука и истите оние казни кои што ние ги доделуваме на луѓето за тие дела се едноставно, би рекол, промашени. Односно, самите обвинители кои што формираат обвинителни акти, наместо да постапуваат по закон, наместо да постапуваат совесно, да се држат само на словото на законот, тие постапуваат по WhatsApp пораки, тие постапуваат по насоки на некој друг и истите тие кои што треба да ја контролираат, би рекол, меѓу другото, и политичката елита, особено онаа која е на власт, идат на консултации кај владините службеници. И затоа ни се случува тоа што ни се случува, и затоа тие исти владини службеници кои што се обвинети ни даваат изјави какви што можеби и заслужуваме затоа што го дозволуваме ова да се случува. Дека имотите се стекнувале заради тоа што децата добивале подарок од родендени, од мекици и така натака и така натака. И ние ќе гледаме како 30 години мокиниците излегуваат на телевизиските камери и даваат смешни изјави, а обвинителите, особено во последниве 5 години, а особено и во годината во која што вие сте надлежен како председател на овој совет, служат само за поп звезди и за да формираат диктирани обвинителни акти кои што не по случајност и секогаш се наменети само кон припадници на една страна. Па така да ќе можеме да сведочиме како за едно исто така наречено дело едните стануваат премиери, министри, стануваат функционери и одлучуваат за нашите иднини, а другите завршуваат по притвори, по затвори и секогаш кога тоа ќе му притреба на некого или да се сопре падот во рейтингот, или да се формира одредена реалност која што треба да биде политички злоупотребена. И јас ова го разбирам и го гледам низ призмата кога се спремав за точката на дневен ред, единствено преку драстични промени, како тоа што го направил судијата Фалконе. Но ние сме далеку од тоа и не поминува ден нешто да не би кажал потврди во овие наши ставови. Се надевам
дека извештајот кој што е даден за една година, а е составен само од 15 страници, од неколку Excel табели кои што сега можеме да ги видиме во Заводот за статистика, ќе содржи многу посуштински податоци за тоа како се постапува по одредени, би рекол, предмети, за тоа како одредени обвинители се многу повластени од него други обвинители, како секогаш кога треба некој случај да биде изнесен на јавноста и притиснат и прикажан како одреден криминал на некој функционер кој што припаѓа на опозицијата, се паѓа само кај нисти обвинители. По исклучок можете од сега да и да не сте некој познавач на обвинителниот систем, да погодите кој обвинител кој предмет ќе го добие, кој обвинител како ќе се однесува постапката и на крај каква казна ќе побара обвинителот. Очекувам одговор од вас за овие три теми и сум расположен за дебата за да ги расчистиме овие недоумици кои што доаѓаат од самите граѓани кои што имаат мака со правосудниот систем.